Државната изборна комисија во рамки на продолжението на 150-та седница ги објави конечните резултати од локалните избори за вкупно 44 општини. Во 33 општини има втор круг на гласање на 2 ноември. 11 општини се приклучуваат на 33 општини за кои во четвртокот објавивме конечни резултати за избор на градоначалници, каде што изборите се завршени во прв круг. Со оваа објава на 11 општини за избор на градоначалник и претходните 33 од минатиот четврток, каде што немаше приговори, вкупно се завршени 44 општини, каде што е извршен избор на градоначалник во првиот изборен круг. Остануваат уште 33 кои ќе одат во втор круг, рече председателот на ДИК Борис Кондарко. Втор круг на гласање на 2 ноември ќе има во општините Аеродром, Боговиње, Брвеница, Валандово, Виница, Дебар, Дебарца, Демиркапија, Карпош, Кичево, Конче, Кочани, Крушево, Куманово, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Могила, Неготино, Пробиштип, Ранковце, Росоман, Струга и Студеничани. Во главниот град во Скопје ќе се води градоначалничка трка помеѓу кандидатите Амар Мециновиќ од Левица и Орце Ѓорѓиевски од коалицијата Твоја Македонија ВМРО ДПМН. Кондарко информира дека во 4 општини за избор на градоначалник, каде што беше констатирано дека нема цензус од минимум 1/3. Гостивар, Врапчиште, Центар Жупа и Маврово ќе има нова изборна постапка за избор на градоначалници, која ќе започне по завршувањето на локалните избори, односно по објавувањето на конечните резултати од локалните избори. 70.000 граѓани се пријавиле досега за вакцинација против сезонскиот грип. Веќе се вакцинирани повеќе од 22.000 лица низ државата, соопшти Министерството за здравство, нагласувајќи дека интересот за вакцинација против сезонски грип континуирано расте. Вакцинацијата, како што се наведува во соопштението, се спроведува на 35 вакцинални пункта, од кои 5 се во Скопје. Сите заинтересирани граѓани, додаваат од Министерството за здравство, можат да се пријават преку апликацијата vakcinacija.mk или преку својот матичен лекар. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население, меѓу кои лица на 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца од 6 месеци до 5 години, лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и вработените во овие установи, информира Министерството за здравство. Во организација на Министерството, превентивни тимови од здравствени установи низ државата продолжуваат со теренска вакцинација и во домашни услови за повозрасни и неподвижни лица, како и за лица со попреченост. Повеќе од 100 последователни потреси беа почувствувани по земјотресот со јачина од 6,1 степен што го погоди регионот Баликешир во Турција, од кој најсилниот беше со јачина од 4,4 степени. Во земјотресот се повредени 18 лица. Турскиот министер за внатрешни работи Али Јерликаја објави дека се примени 504 пријави, вклучувајќи 25 за структурни оштетувања. Според соопштението на канцеларијата на гувернерот на Баликешир, училиштата денеска нема да работат. Исто така беше објавено дека бремените жени и лицата со попреченост кои работат во јавни институции и организации се ставени на административен одмор. Училиштата се затворени во 5 области на Маниса. Како што се посочува, се урнале 3 згради тешко оштетени во претходниот земјотрес, кои биле ненаселени, и една адвокатна продавница во центарот на Синдирги. Имаме 22 граѓани кои се пријавиле во нашите болници, истакна гувернерот, додавајќи дека нема жртви. Земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала го погоди округот Синдирги во Баликешир. Тресењето на земјата е почувствувано и во Истанбул и околните провинции. Идентичен земјотрес со јачина од 6,1 според Рихтеровата скала се случи во истиот регион и на 10 август годинава. Меѓутоа, синоќешниот земјотрес беше поблиску до површината, што предизвика неговиот интензитет да се почувствува поинтензивно. 7 лица загинаа досега во ураганот Мелиса, кој е оценет како најсилниот тропски циклон на земјата оваа година. Мелиса моментално се приближува кон западниот брег на Јамајка. 3 лица загинаа на Јамајка, 3 на Хаити и 1 во Доминиканската република, каде што уште едно лице е исчезнато. Справувањето со ураганот ќе бара многу повеќе ресурси отколку што има Јамајка, предупреди премиерот Ендрю Холнес, додавајќи дека островот подготвил повеќе слоен одговор и треба да има доволно средства и хуманитарни залихи за првите 2 недели по ударот на ураганот. Но долгорочното и среднорочното опоравување ќе бараат помош, додаде тој. Властите очекуваат обемни штети на патната инфраструктура, мостовите од водните канали и можни штети на пристаништата и аеродромите.
Мелиса останува ураган од категорија 5 со постојани ветрови од 282 км/ч. Сепак, според најновите достапни податоци, ураганот Мелиса би можел дополнително да се зајакне во наредните часови. Националниот центар за урагани на САД очекува центарот на ураганот Мелиса да помине над Јамајка и Куба, а потоа да продолжи покрај Ел Салвадор. Следува период на стабилно и суво време, прекладне подделни котлини ќе има услови за појава на магла или ниска облачност, најавуваат од управата за хидрометеоролошки работи. Поради разведрувањето, утринската температура на места ќе се спушти под нулата, а дневната ќе бележи тенденција на благ пораст.